А додека го подготвувате својот појадок, секако може да уживате и во следнава тема која што се одбравме за вас во редовната рубрика Здрав живот. Високите температури во лето многу често може да влијаат на нарушување на квалитетот на нашиот сон. Хормонот мелатонин, кој што е одговорен всушност за регулација на биолошкиот часовник. Иако многумина го внесуваат мелатонинот преку додатоци во исхраната, истиот може правилно да се внесе и преку храната која што ја конзумира. И токму со нашата соговорничка Татјана Павлова ова утро зборуваме за намирниците кои што се природно богати со мелатонин, особено и во овој период од годината и кои можеме да ги внесуваме. Добро утро, Татјана, и добре ни дојдовте во утринската програма. Добро утро, добро ве најдов. Поздрав до гледачите покрај малите екран. Задоволство ни е денеска што ви имаме во утринската програма. Еве ќе почнеме со темата која што пред малку ја слушнавме од ваша гледна точка како стручнек да ни објасните зошто е важно да не се прескокнува појадокот? Бидејќи појадокот е најглавниот оброк. Можеме да го скокнеме и ручекот и вечерата, меѓутоа појадокот никако. Зашто? Затоа што нашиот организам е најбуден наутро, има најголема можност да ни ја разгради храната и правилно да ја транспортира до клетките онаму каде што треба. Доколку го прескокнеме појадокот, во текот на денот што и да сакаме да надокнадиме, нема да можеме изгубеното да го надокнадиме. За да направиме врз со претходната и оваа тема, добро е исто така да споменеме прво што е мелатонинот, зошто е важен за организмот и од друга страна кои од намирниците кои што можеме да ги јадеме за појадок се богати со мелатонин. Така. Значи, зошто е важен? Прво, мелатонинот. Мелатонинот е хормон кој што нашиот организам го создава во вечерните часови. Важен е мелатонинот, бидејќи нашиот организам е хормонски зависен. Зашто рековме дека појадокот е значен? Затоа што наутро, како што кажавме, сме најбудни, односно нивото на кортизол ни е најголемо. Како одминува денот? Значи, нивото на кортизол се намалува, а во вечерните часови се зголемува нивото на мелатонин. И што е улогата на мелатонинот? Да му даде сигнал на мозокот кога доаѓа време за спиење. Затоа велиме појадокот да биде најак, а како одминува денот, оброците се повеќе да ги кратиме, дури и пред спиење има и храна која што треба и тоа како да се избегнува, што ќе спомнеме во текот на разговорот. Значи, мелатонинот, како што спомнав, се лачи во вечерните часови, а негова најголема концентрација е од 2 до 4 часот наутро. После тоа, постепено, неговата концентрација во организмот се намалува и нашиот организам се спрема за будење. И што е интересно нешто за мелатонинот, он е многу фотосензитивен. Значи, многу лесно реагира на светлина. И заради тоа некогаш количеството на мелатонин кој што нашиот организам го лачи, зависи од тоа колку во текот на денот ние сме биле изложени на светлина. Хормонот за сон, мелатонинот, уште се нарекува и хормон на животот и долговечноста во нашиот организам. Од што зависи самиот процес на производство на мелатонинот во организмот? Многу убаво кажавте. Значи, од што зависи? Секој хормон си влие на различен начин и неговото создавање, би кажала, е посебна функција за себе. Кога станува збор за мелатонинот, мораме да имаме, како да речам, подлога за тој да се создаде. А подлога за негово создавање е една многу значајна аминокиселина, која што ја нарекуваме триптофан. И еве сега одма ќе се надоврзам со храната, храна богата со триптофан ни е пилешкото и мисиркиното месо. Особено акцент ставам на мисиркиното месо. Триптофанот поттикнува лачење на серотонин. Серотонинот, нели, ни е во оние хормони на среќа, а во овој случај серотонинот игра улога на регулирање на расположението. Нус производ на односот триптофан-серотонин е создавањето на мелатонинот. Мелатонинот е хормон кој што се создава во хипофизата, има достапност до секоја клетка, бидејќи се лачи директно во крвотокот и во цереброспиралната течност. И е достапен на секоја клетка, која велам достапен. Тука ја гледаме веќе неговата улога. Он се расширува низ секоја клетка. И се раствара во масти. Поради тоа секоја клетка може да го примине. Мастите се дел од нашиот организм.
Споминавте на почетокот на разговорот, сонот го споминавте како еден од најважните бенефити од мелатонинот. Меѓутоа, научниците велат дека тоа не е единствениот бенефит, кои други ги има и од друга страна, како реагира или кои се последиците кои ги чувствува организмот како резултат на недостиг на мелатонин? Значи, можеме да се прашаме каде све не помага. Јас обратно би го поставила прашањето. Буквално ќе се изненадиме. Значи, мелатонинот е одговорен за оние циклуси на ден и ноги да ги регулира. Или како го викаме биоритам. Значи, доколку го немаме тој биоритам, нашиот организам се соочува со опасност. Па прво би рекла дека мелатонинот делува, може би интересно ова што ќе го кажам, меѓутоа литературните податоци велат делува како антиоксидант. Не штити од кардиоваскуларни заболувања. Значи, доколку ние немаме доволно количество на мелатонин, страдаме од несоница, автоматски несоницата ни прави нас надразливост, анксиозност, безенергичност и таа популација е подложна на ризик од кардиоваскуларни заболувања. Ќе го поврзам дијабетот, особено дијабет тип 2. Правилното лачење на мелатонин, кој што е одговорен за правилниот сон, директно влијае на како да го кажам, на маркерите за кои што се показател за нивото на шеќерот во крвта. Еве сега кај постарата популација ќе спомнам. Значи не штити од Алцхајмерова болест. Зошто? Бидејќи обично популацијата која што страда од Алцхајмерова болест е со пониски концентрации на мелатонин во крвта. А како болеста прогресира, мелатонинот го има се помалку. Па токму поради тоа е многу значено уште во почеток на болеста да се дијагностицира недостатокот на мелатонин и да се почне во вакви ситуации мора и суплементарно да се внесува. И уште еден интересен показател дека мелатонинот е и канцероген агенс. Значи, антиканцероген агенс, така. Значи, помага во состојбите. Може да ги намали, доколку имаме доволно количество на мелатонин, имаме правилен сон, значи, влијае на клетките на ракот. Значи, ги олеснува последиците од хемотерапијата, од зрачењето и така натаму. Па така би рекла дека мелатонинот е неопходен за живот. Да, има широк спектар на позитивни дејства врз нашиот организам. Споминавте и претходно во разговорот, за да го одржиме оптимално нивото на мелатонин во организмот, важно е редовно да се придржуваме до правилниот режим на спиење и будност, но и на внесна храна во нашиот организам. Еден од основните начини да се олесни производството на мелатонин во нашиот организам е преку храната која што ја внесуваме. Како точно треба да изгледа онаа правилна исхрана која што ќе ни помогне да имаме квалитетен сон, но и оној нормален биоритам? Како што сонот е сложен процес, така и начинот на исхрана исто така е сложен процес. Не можеме да најдеме ние универзална исхрана која што на секоја единка еднакво би им влијаела. Значи, може би јас на некоја намирница реагирам позитивно, меѓутоа вие може би нема таа намирница да ви биде од позитивен аспект. Па поради тоа ние нутриционистите секогаш велиме избалансирана исхрана. Што подразбира тоа кога станува збор за исхраната? Значи што консумираме, кога го консумираме и во која количина. Поради тоа избалансираната исхрана подразбира консумација на сите намирници, меѓутоа правилно распоредени по оброци. Еден од начините на исхрана, пошто имаме повеќе алтернативни начини на исхрана, еден од алтернативните начини на исхрана е медитеранската исхрана, која што дала најдобри резултати во подобрување на сонот. И споменавте, ако немаме доволно количество на мелатонин, треба да се суплементира. Да. Како да знаеме дали имаме доволно количество? Кои се оние симптоми кои што укажуваат, да речеме, еве на дефицит од мелатонин, или се посебни испитувања, да речеме, кои треба да се направат за да видиме дали во резултатите има плюс? Не, значи најчестите симптоми се повторување на епизодите на несоница. Значи, или имаме, ево вдека ќе спомнеме категорија на популација која што има проблем со мелатонинот, значи, обично тоа е популација која што менува временски зони. После тоа е популација, постарата популација, кажавме, слепите лица, дечињата со попреченост во развојот, исто така состојбите на преголем стрес.
Значи можат да не доведат до несоница и така натаму. Па тука би се надоврзала дека што ви беше, извинете, конкретно прашањето? Се станува збор за недостатокот. Ги споменавме симптомите кои што укажуваат. Да. Претпоставувам само сонот е единственото нешто кое што укажува? Не, значи може и во текот на ноќите да се будиме почесто. Добра. Значи прекинување на сонот, состојби на несоница, не можеме да заспиеме. Исто така кај постарата популација тука може да настане и онаа како ја велиме вечерно покачување на притисокот. Така да и тоа е една од состојбите. Доколку се соочуваме со несоница или доколку нас не е прекршен сонот, значи во текот на денот ние немаме енергија. Ние не можеме правилно да си ги извршуваме нашите секојдневни обврски. Значи многу сме надразливи. Подложни сме кон анксиозност. Па и доколку, како што кажав, се повторуваат состојбите на несоница, многу често може да доведе и до состојби на депресија. И така натаму. Споменавме, сето ова се случува доколку има дефицит на мелатонин. Да. Може ли да се случи да имаме суфицит на мелатонин? Што со преголемо внесување на мелатонин? Може ли тоа да има некакви несакани последици по нашиот организм? И кои симптоми би укажале? Па не, организмот си го зема оноку колку што му треба. Да, така да, значи тој првенствено мора природно да се лачи. Значи, нашиот организам правилно функционира, доколку самиот организам природно си го лачи мелатонинот. И ајде да им олеснеме на гледачите. Кои се оние прехранбени производи кои што во чисто облик го имаат мелатонин? Да, постои категорија на прехранбени намирници кои што во чисто облик го содржат мелатонинот и на прво место е млекото. После тоа ќе ги кажам јаткастите плодови. Ке се надоврзаме после акцент на кои од нив содржат поголемо количество. После тоа тука би ги спомнала црешите и вишните, со акцент на црешите повторно. Од житарките би ги спомнала пченката, овесот и оризот. Значи, они содржат во својата обвивка доста Б-комплекс, доста содржат диететски влакна, кои што и како му требаат на организмот за нормално да си лачи мелатонин. Тука би ги спомнала гоџи бери, мокните антиоксиданти гоџи бери. Значи, бананите, печурките исто така содржат многу мелатонин и секогаш, значи секогаш велам чаеви во сите годишни времиња, така да традиционалната медицина е богата со билки кои што помагаат во состојбите на дефицит на мелатонин, па тука би ги спомнала камилицата, која што состојбите на анксиозност ги намалува, маточината, после тоа би ја спомнала мајчината душица, и се во поново време лавандата. Значи лавандата да, може да се додаде и како чај, меѓутоа не случајно козметичката индустрија ја користи како додаток во многу купки и така натаму, и дури она делува и ако пред спиење имаме некоја млака бања како ароматерапија. И валеријаната исто така, тука позната билка која што може да го подобри сонот, односно да влијае на создавањето на мелатонин. И сега споминавте, јаткастите плодови се некако први на листата кога станува збор за намирници кои што го леснуваат и го зголемуваат лачењето на мелатонинот во нашиот организам. Какви својства имаат токму овие намирници кои што го стимулираат овој хормон? Значи, јаткастите плодови првенствено нас не се извор на добри масти. Еве тука не ја спомнав и мрсната риба, така да ќе се надоврзаме и за нејза. Јаткастите плодови содржат доста омега-3, некои од нив содржат витамин D, и ни се, како што спомнав, содржат и микроелементи, еве, например, семките од тиква ќе ги спомнам, они содржат доста големо количество на цинк, а кога станува збор за јаткастите плодови, генерално сите содржат мелатонин, но најголемо количество содржат фастаците. Така да, од прилика 2 до 3 часа пред спиење, малку фастаци, 5 до 10 фастаци би ни го олесниле сонот во секој случај.
И ги споминавте и црешите, и бананите, и млекото, и рибата. Да. И сега оно што ме интересира, црешите и бананите секако во свежа форма одат, но ќе ми кажете за количината, а во однос на останатите прехранбени, во каква форма влија или формата на количеството на создавање на мелатонин, свежа, варена, секако, топла, секако. ладна? Значи, начинот на обработка на намирниците секако влие. Доколку можеме црешите и вишните да ги користиме во свежа состојба, рибата не можеме. Значи, рибата секако мора печена, да биде варена. Јас ја препорачувам секогаш печена. Добре. На не многу висока температура, затоа што бидејќи со пржењето, еве како процес ќе го спомнам, прво многу ја покачуваме калориската вредност, второ на висока температура се губи еве првенствено витаминот Д, кој што омега 3, сето она кое што нас ни е потребно организмот да го искористи од квалитетните својства на рибата. Па затоа најдобро е печен. А млекото? А млекото, да, млекото е намирница број 1. За млекото има еден интересен податок, кое млеко содржи повеќе мелатонин. Меѓутоа, ние не можеме тоа да го знаеме. Значи, доколку сме го добиле млекото, доколку животното е измолзано навечер. Зошто? Бидејќи и животните, како и луѓето, лачат повеќе триптофан и мелатонин во текот на вечерните часови. Меѓутоа, дефинитивно ние тоа не можеме да го знаеме. Како да го консумираме млекото? Јас би кажала, велиме топло млеко. На децата обично велиме топло млеко пред спиење, меѓутоа и со топлината да не се претерува. Многу високите температури точно многу хранливи нутриенти ги уништуваат со текот на процесирањето. Најдобро е пијалоците некако да се консумираат млаки. Добре. Значи да не правиме голем шок на организмот. Еве и ова е летниот период, во летниот период многу често консумираме многу ладна вода, што сметам дека правиме голем шок на организмот. Да. Во текот на денешниот разговор постојано говориме за сите овие намирници кои што го стимулираат лачењето на мелатонинот. Постои ли храна која што пак може да го попречи лачењето на мелатонинот и зошто? Да, значи имаме и категорија на храна која што велиме не во часовите кога одминува денот. Може би таа храна ни е потребна и не треба да избегнуваме во текот на денот кога сме психофизички активни, меѓутоа во вечерните часови не. Па ќе кажам прво, лута, зачинета, солена, кисела храна. Зошто? Заради тоа што не само што ни го отежнува сонот, значи таа храна знае да направи флуктуации на киселините во организмот и во вечерните часови да ни направи гастроинтестиналните гоби. Чоколадото. Значи, чоколадото е супер намирница, особено темното чоколадо, меѓутоа чоколадото е нуспроизвод на какаото, нели? Сега, особено црното чоколадо, бидејќи има поголема концентрација на какао, а какаото велиме дека има одредена доза на кофеин. Од друга страна, па чоколадото е комбинација и на шекери. Шекерите ни даваат енергија. Нас се тоа ни е потребно во текот на денот, како што кажам. А во вечерните часови малку да намалиме со чоколадото. Мислам дека ова најтешко ќе ни падне токму нам да се откажеме од благото пред спиење. Се гледа по мене. Тања, оно што сакам да ни го кажете за крај, да им комплетно да им го лесниме животот на гледачите, бидејќи сите овие намирници што ги споминавте, не им е потребна кој знае каква подготовка и може да се внесуваат во текот на денот, но ние многу сакаме суплементи. Тоа некако брзо, лесно да успееме се да надоместиме. Постојат ли некаков вид на суплементи или витамини кои што го надополнуваат количеството на мелатонин? Витамини, да. Кој? Затоа спомнавме и некои видови и ги спомнувам витамините Б, витамините Д и така натаму, диететските влакна и храната ја спомнав која што ги содржи. Значи, најглавните витамини кои што дури заедно со мелатонинот и во суплементарна форма ги има е магнезиумот и B6, витаминот B6. Магнезиумот учествува во отприлика 300 процеси во нашиот организам. Тој ни делува релаксаторно и доколку се консумира пред спиење, не мора мелатонин да зимаме ние како суплементарно, меѓутоа магнезиумот помага и го олеснува лачењето на мелатонинот. Исто така B6, витаминот или пиридоксин, нас ни е познат. Пиридоксинот помага во лачењето на серотонин. Нели спомнав, за да имаме мелатонин мора да имаме триптофан и серотонин. Така да тие се два витамини кои што се доста значени во
и помагаат во лачењето на мелатонинот и во добриот сон. Помни, Никола, сонот нам многу ни е битен. Да. Апсолутно, особено ако водите утринска програма и станувате во 5 часот наутро. Тања, благодарам за денешното гостување, за одвоеното време. Со доаѓањето на високите температури, овие непроспиени ноќи стануваат секојдневие за се поголем број на граѓани, потокму затоа се повеќе од добродојдени вашите совети како да си го олесниме сонот и како да дојдеме до поквалитетен сон. Благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас.